بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Само него го обожаваме и само од него помош и прошка бараме. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, добро дојдовте на новиот меџлис од меџлисите на фикхот, објаснување на прописите од верата, а тоа почнавме од чистотијата, па понатаму сега сме во прописите на месхот, триењето над чорапи. И кажавме дефиницијата, условите, потоа кажавме некои месели од месхот, потоа кажавме што го расипува месхот и понатаму ќе продолжуваме сега се некои нови месели други што не се спомнати во книгата, ама е битно да си ги знаете, затоа што често се дешават да се прашвиме за тие месели, за тие прописи, што секој дневно човекот или верникот кога земат абдес, му треба тие прописи да ги знаат, затоа што мојт да постапит погрешно со незнаење. Затоа пратеникот салаллаху алейхи ва салем велит: "Мен юридиллаху бихи хајран юфақиху фид-дин." На кому Аллах субханаху ва таала му го посакува добрината или доброто, му овозможи да ја свати верата. И не само што му овозможи, туку му го олесни тоа, да му биде лесно. И ќе почнеме со првото меселе за денеска, а тоа е дали е услов да се облекуваат мествите или чорапите од кога ќе заврши целосно, значи комплет со абдесот, или може да ги облекви чорапите пред да го комплетираат абдесот. Го свативте ова меселе што значи? Ако човекот, например, зема абдес и ја миет десната нога, потоа го облекви чорапот, пред да заврши со миењето на левата нога. Дали потоа него му е дозволено да продолжи со месхот или не му е дозволено, не му е валиден месхот. Значи абдесот му е валиден. Кажавме дека мој да ја миет десната нога, па потоа да ја миет левата. И така е во миењето. Ама сега прописот за месхот, ако ја миеш ногата и го облеквиш чорапот, така на десната нога, пред да го комплетираш абдесот, значи да ја миеш и левата нога. Сега, дали после тоа него му важит месхот, значи смеет да земет мес понатаму или не смеет? Зашто ова некој го имаше од вас ова прашање, или сега не ми теквит кој ме праша еднош. Учењаците за ова меселе се на два мислења. Мнозинството, а и тоа е мислењето кај ханбелиите, значи во нивниот медхеб, велат не е дозволено за него после тоа да земит месх. Зашто? Затоа што тој него имат комплетирано, велит, абдесот. Значи нема завршено целосно со абдесот, да ги мие двете нозе, па потоа да ги облеквит чорапите. И затоа велит, овој сега абдес, има тој абдес, ама мес не сме да земит ако така постапи. Значи прво облеквит чорапот на десната нога, потоа на левата нога, пред да заврши целосно со абдесот, пред тоа.
И тие велат не е дозволено. Зашто? Зашто хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем како се дојдени за месхот? Тие велат пратеникот салаллаху алейхи ве селем земал абдес, па потоа триел над местеви. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем земал абдес, па потоа триел над местеви. Значи завршил комплетно, целосно завршил целосно со абдесот прво. Значи миел комплет двете нозе, па потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги облеке чорапите. Така е дојдено во хадисот на Мугира ибн Шу'ба радијаллаху таала анху. Што велит? Без со пратеникот салаллаху алейхи ве селем на патување, па потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем отиде за своја потреба, да заврши своја нужда, па потоа дојде, земал абдес, па потоа велит јас се наведнав за да му ги соблечам чорапите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Пратеникот што рече? Остави ги, бидејќи јас ги облеков овие како на чистотија над абдес. Со абдес ги облеков. Значи двете чорапи ги облеков над абдес. Имам завршено со абдесот, па потоа ги облеков чорапите. Затоа тие велат не е дозволено човекот пред да го заврши абдесот, да го облекфит чорапот прво на десната нога, па потоа на левата нога и потоа не сме да земит мес. Но најисправното мислење што велат другите, другото мислење веле дека може да земи мес на тие чорапи, иако го облеквит прво десниот чорап пред левиот. Значи пред да го завршит абдесот комплетно, пред да завршит целосно со абдесот. И ова е мислење, едно пренесување кај ханефиите и едно пренесување кај ханбелиите. И ова мислење го одбрал кој Шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллаху таала. Но човекот треба да внимава во ова меселе кога е. Затоа што меселето е дали му е валиден после месот или не. Затоа подобро е да заврши прво целосно со абдесот, комплет, да заврши целосно комплет со абдесот, па потоа да ги облекви чорапите за да мој да земвит месх правилно, за да немат сомнеш во неговиот месх и во неговиот абдес. Аллах најубо знајт. Значи го свативме меселето што е? Ви идет во предвид како? Како? Хајде. Добро. Кај така. После миеш левата нога, пак го облеквиш чорапот. Некои од учењаците велат за овој не му е валиден месот после. Не сме да земит мес. Кој ќе треба да го обнови абдесот, пак треба да ги истајт чорапите. Затоа поубаво да завршиш целосно со абдесот, па потоа да ги облеквиш чорапите, затоа што ова мислење е многу јако. Зашто? Зашто хадисите на пратеникот што ги читав пред мало што ги кажав, така велат. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем земал целосно абдес, па потоа ги облеквеше чорапите. Аллах најубо знае. Другото меселе прописот за месхот на скинати чорапи, значи чорапи со дупки, што има дупки. Дали е дозволено да се земит месх на тие чорапи? И колку треба да биде тие скинати на чорапите, скинување на чорапите, колку треба да биде мало или големо? Ако е големо, дали е дозволено да се земит месх или не е дозволено? Ако е дупката голема, што се гледат голем дел од ногата што е пропишано да се покриет. Кажавме дека од условите на месот е што да се покриет пропишаниот дел од ногата што е обавеза да се покриет. А тоа е целата нога заедно со до каде? До членките. Чорапот ако е краток под членките, со тие чорапи не е дозволено да се земит мес. Чорапот ако е прозирен, кажавме, се гледат кожата, не е дозволено да се земит мес на тие чорапи. И ова е јако мислење дека од условите е да се покрие, да не се чорапите прозирни. Добро, сега ако имаат чорапите дупки, што се гледаат ногата, или пак имаат дупки мали, не се гледаат ногата, мали дупки. Учењаците исто овде имаат различни мислења и се поделени на два мислења.
првото мислење, велат не е дозволено да се прави месх, значи да се трие врз тие чорапи, било тие кожни чорапи или чорапи обични, кои имаат дупки. Овие велат општо. Било тоа е мало, било тоа е големо, не е дозволено. Затоа што делот од ногата која се гледа, велит, кој се гледа, делот од ногата што се гледат, значи има дупка и се гледат, велит мора да се измие. Мора да се измие. А миењето и триењето не можат да се комбинираат на еден ист дел од телото. Зашто ова е забрането. Не смејте месх и миење на истиот дел. Јасно? Не смејте месх и миење на истиот дел од телото. И ова е став или мислење кај шафиите и хамбелиите. Тие велат дека не е дозволено општо. Ако чорапот има дупки, не е дозволено. Но вториот став, и ова е или второто мислење, најисправното мислење, што велат, мало искинување или мала дупка не пречи, за разлика од големо искинување. Така мислат ханефиите, маликиите и дел од хамбелиите. Тие велат доказите во шеријатот се општи, се дојдени општи и дозволуваат триење врз чорапи без да се спомнува условот да бидат цели, значи без дупки. Така се дојдени хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Освен тоа, многу од асхабите биле сиромашни. Многу од асхабите биле сиромашни, па нивните чорапи ретко биле без никакви дупки. Без никакви дупки. Затоа најблиското мислење, Аллах најдобро знае, дека ако искинувањата дупките се мали, значи во чорапот се мали, според обичајната мерка. Кога ќе го гледаш со око, ти се гледа дека тоа дупка во чорапот е мала. Мала дупка. Гледаш ти со очите твои, тогаш нема ништо лошо да се трие на такви чорапи. Ако се дупките мали. Ако се дупките големи, не е дозволено. Ова е мислење, кај се заснови тоа мислење, која му е основата, тоа што многу од асхабите биле сиромашни во времето на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. И тие имаат чорапи со дупки. Имаат кожни чорапи со дупки. И ако триењето врз нив не било дозволено, пратеникот салаллаху алейхи ва салем сигурно ќе му го објаснеше тоа. Бидејќи тоа е нешто што умметот има потреба да го знае. Значи, многу од асхабите биле сиромашни. Веćината од асхабите биле сиромашни во времето на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. И тие немае чорапи без никакви дупки мали. А пратеникот салаллаху алейхи ва салем тие земале пред него абдес, значи земале мес, пратеникот салаллаху алейхи ва салем на никој од нив не му рече еј ти немаш мес. Значи ако дупките од чорапите се мали, е дозволено да се земит мес или да се триет над тие чорапи. Покрај тоа, еден од правилата во шеријатот што велит? Простување во малите работи. Шеријатот е дојде да простит во мали работи. Кога се прави некоја грешка мала, што немој да се одбегне тоа во ситуацијата, шеријатот дозволува. Како што ќе дојде сега еден хадис од Умар ибн Аби Салама. Од Умар ибн Салама, кој рекол: бев мало дете и многу памтев Куран. И велит мојот татко, значи Селема, тргна каде? Кај пратеникот салаллаху алейхи ва салем со своето племе. И пратеникот салаллаху алейхи ва салем му го научи намазот, ними. И му рече, што му рече? Нека ве води вас во намазот, нека би биди вас имам, оној што повеќе знајт Куран од вас. Оној што повеќе знајт Куран од вас. Па потоа велит ме поставија имам. Бев облечен во мала жолта, како џубе, жолто, мала, нешто. Се имаше покриено. Велит и кога ќе се поклонував, значи одев на сежде, ми се откриваше дел од телото, од авретот. Мал беше, 8 години, 7-8 години. Кога одев на сежде, велит, ми се откриваше дел од авретот, ми се гледаше. Додека една жена рече, покрите го,
покрите ние срамниот дел од вашиот имам. Па потоа рече ми купи една кошула од Оман, од Јордан. Ми купи велит и не сум бил посреќен со ништо друго после исламот колку што бев со таа кошула. Значи гледаш, она што кажавме дека правило е ако нешто мало ситно ти се откриват, или се грешиш, шеријатот е дојде тоа да го опростит. Не гледат, не го земит многу во обзир, него му се откриваше дел од авретот и не го расипаја тие намазот. Не го расипаја тие е намазот. Исто така малата количина, го земет доказ учењаците, малата количината од нечистотијата што останува по чистење со камења. Например, човекот, колку камења требаше да се чисти? Со колку? Со 3. Услов е ова, морат со 3. Велит, после тоа, ако нешто веќе не гледа, тој амо мој да имат останато нешто ситно, нешто мало од нечистотијата, велит, не се земит за обзир. Тоа е опростено во фикот и во верата. Смеат да кланјат намаз. Дозволено му е да кланјат намаз. Што значи дека кажавме дека чорапите ако имаат ситни дупки, по обична мерка кога ќе гледаш со очите дека тоа се гледат мало, дозволено е триењето над тие чорапи. И кажавме дека имаат учењаци што велат не е дозволено да се триет на тие чорапи, но најисправното мислење е овој заклучок за ова меселе дека ако чорапите имаат мали дупки, тогаш велиме Аллах најубо знајт дека месхот триењето на тие чорапи е валидно според она што е дојдено и кај асхабите на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Сега едно меселе друго, не ова е битно. Ако човекот почнува со месхот додека е непатник, значи време траењето на месхот го почвит кога? Кога не е патник, значи е во својот град. Колку е време траењето на месхот за непатникот? 24 часа. Од кога почвит? Одма по губење на абдес или од кој ќе земит нов абдес? Од кој ќе земит нов абдес, не одма по губењето на абдесот, него кој ќе го земит новиот абдес, триет на чорапи, од тогаш почвит време траењето на месхот 24 сата. Што значи дека ако човекот земат абдес за саба и потоа го губит абдесот, не земит абдес, време траењето не е почнато од сега. Кога почвит ќе земит за полден абдес и тогаш ќе триет над чорапи, од тогаш почви 24 сата. Значи до другиот полден намаз. До другиот ладне намаз. До тогаш му вредит. Значи месхот. Сега, ако човекот почнува со месхот додека е непатник, па потоа патува. Потоа тргвит на пат. Од Охрид, Скопје. Време траењето треба да се зема во предвид како патник 3 дена заедно со ноќите или само еден ден и една ноќ, затоа што така го почнало месхот. Ова е меселе. Исто ако човекот е патник, земви таму абдес, па потоа се вратит во својот град. Сега дали требит време траењето на месхот да го земвит во обзир или да го мерит како што е патник или како што е сега жител на својот град. Кој знаете од вас? Го знаете или не го знаете? Земавме абдес Охрид. Тргнавме за Скопје. Сега сме патници или не сме патници? Скопје сме патници. А месот кај го земавме? Охрид. Време траењето како треба сега да го броиме? 3 дена и ноќ и 3 ноќи или еден ден? Зашто? Зашто сме патници. Учењаците велат имаат разни мислења, но поверодостојното мислење или поисправното мислење дека се зема во предвид состојбата на човекот каде е. Не моментот кога го извршува кога земвит абдес.
и каде земвит абдес. Значи местото каде што е, не време траењето сега. Местото каде што е таму, тоа се земвит во предвид. Значи ако ти земвиш сега овде, Охрид мес и тргвиш за Скопје, како продолжуваш со месот? Како патник. Не како да си жител во твојот град. Иако имаш земано мес во твојот град. Исто обратно. Сега обратно. Ако си патник, во Скопје си, идеш во твојот град. Таму имаш земано мес. Сега ако ќе стигнеш Охрид, како ќе продолжуваш? Како патник или како жител? Како жител. Зашто? Што рековме? Се земи во предвид состојбата на човекот во моментот кога го извршува делото, без разлика кога започнало времето за тоа дело. И ова исто и за намазот, браќа. Зашто некој прави уште за намазот греши во ова меселе. Велит јас, шо велит? Кога тргнав од Охрид, него имат клањато сега тој полден. И му настапи времето додека тој е жител, па потоа патува. Влеги времето на полден додека тој е во својот град, па потоа патуваат за Скопје. Сега намазот како треба да го клањат? Сме да го кратит или не сме да го кратит? Или треба да го клањат како што беше жител во својот град? Истото како за месот. Сега се земи во обзир состојбата на човекот како што е. Тој е патник сега. И го кратит намазот. И исто обратно, ако тој е во Скопје и тргвит од таму, влезе времето на полден, не го клања полден, дојде дома. Охрид. Сега јас ќе ги клањам, уморен сум, бев патник, ќе ги клањам 2 рекати. Не, сега ќе ги клањаш со све сунети, ако е времето, и сунетите, а ако веќе времето е поминато, ги споиш, ама по 4. 4 полден, 4 и киндија. Јасно ова меселе? Иншала. Да, е јасно. После, на крај ќе ве прашиме пак. Сега, уште едно меселе, како се врши триење на чорапи кога се носат 2 пара чорапи. Еден на друг. 2 пара чорапи, облекви човекот, 2 пара чорапи. Ова имаат прописи исто. Или кондури после. Ќе земеме за или кондурите исто се како учените велат, што велат учењаците, ако човек, пазите сега, облече или облеквит 2 чорапи врз првите, пред да го расипе абдесот, триењето важи за горните чорапи. Свативте? Меселето го свативте? Земаш абдес целосно и ги облеквиш 2 пара одма. Ти си во чист сега. За да абдес ги миеше нозете, ги облеке 2 пара. На кого треба да триеш? На долните или на згорните чорапи? Се рековме, на горните. Зашто? Зашто сега ти ги имаш облечено 2 пара, додека си чист. Тогаш триењето важи за горниот дел на чорапите. Не на оне што се долу. Сега, ако ги облеквит, али го облеквит вториот пар на чорапи, откако направил, земал абдест, па потоа го расипал абдестот, и потоа тој облече чорапи. Сега не е во абдест. Има земано абдест, имаше чорапи. Така? Го расипа абдестот. И сега му текви да облекви, ладно е, уште еден пар чорапи. Сега каде треба да тријат? Над кои чорапи? На горните или на долните? Сега на долните. Видејќи чистотата првично веше само за долните чорапи. Абдесот. Јасно? Јасно? Имат некој што не му е јасно? Земал абдес, облекал чорапи. Го расипа абдесот, облече чорапи. Втор пар.
Сега, го расипа, сака сега да земит абдес. Шо прави? Земвит абдес, овие горниот дел од чорапите, еден пар од чорапите ги истај и оставит првиот пар што зеде прво абдес. Над тие треба да триет, не над горните. Јасно, мислелето? Иншаллах. Добро. А што ако човек го облече горниот пар по наставување на хадес, што значи е во безабдесна состојба. Значи му се расипал абдесот. Но на чистота, како сега на чистота? Земал абдес, пазите формата, земал абдес, така? И сега го расипал абдесот. Но пред да облекви други чорапи сега, горниот, втор пар на чорапи, што направи? Земал абдес, пак. И триел над чорапите, потоа ги облеке другите чорапи. Сега, на кои чорапи треба да му се дават меса? Ето со пример, човекот облекол чорапи за намазот на полден, пладне намаз. А потоа пред намазот на акшам, времето станало постудно, кога направил за абдест, кога земал абдест за акшам, облекол уште еден пар, чорапи над првите. Овде ги облекел вторите чорапи на чистота. Зашто земал уште еден абдест, па потоа ги облече чорапите. Сега на кој треба да триет? Научњаци бе, машала. Според ханбелискиот мезхеб, во таков случај вели се дозволува триење врз долните чорапи. Тие велат долните, вие рековте горните. Сега ела расправите се со ханбелиите. А не писмени. На исправното мислење дека триет над горните, бидејќи се облечени во состојба на чистота. Во овој случај се облечени во состојба на чистота и се стекнуваат со истиот пропис како и долните. Вреди за оваа ситуација хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, остави ги бидејќи ги облеков на чиста состојба со абдес. Значи хадисот на Мугира ибн Шу'ба радијаллаху таала анху. Еве сега краток заклучок за овие месели. Кога човек носи два пара чорапи, може да се случи една од следните 4 ситуации. Два пара чорапа, кога човекот облекви, само 4 ситуации може да му се дешаваат. Немој 5, овие 4. И овие 4 треба да ги памтиш и не грешиш после. Првото, ако ги облекол двата пара пред да му се расипа абдесот, значи земал абдес, постоја пред да му се расипа абдесот, ги облекви два пара чорапи. За овој важи триењето над горниот чорап или долниот? Горниот. Добро, ако го облекол горниот пар, после расипување на абдесот, без да земит нов абдес, ги облекви горниот дел од чорапите. Тогаш, врз кого? Врз долниот. Добро, третото, ако го облекол горниот пар, после расипување на абдесот. Горниот пар после расипување на абдесот. Но откако повторно направил абдес. Значи ќе облекви тоа, ама земет абдес, па потоа ги облекви. Според ханбелиите велет требит на долниот. Според на исправното требит на горниот. Но време траењето, со кој сега време траењето, од кога почвите? Ова е битно сега овде. Со кој треба да се рачуни време траењето сега ова? Со долниот пар или со горниот пар? Долниот пар го облече во полден. Горниот пар од кој зема абдес за акшам. Ха? Не, со долниот. Ја ако облеквиш
втор пар или другиот горниот пар после други чорапи на тие првите, време траењето е со првиот чорап што го имаш облечено. Значи ако имаш облечено, не, ги облеков овие за акшам и од сега 24 сати не, 24 сати од полден кога е зеда абдес. Јасно? Сега уште ова е четвртото и ова е крајното. Ако ги облекол двата пара пред да му се расипа абдесот, а потоа по половина од време траењето, половина од време, од 24 сата, колку? 12 часа. Го соблекол горниот чорап. Горните чорапи ги соблече. Долните останаа, само горните ги соблече. Тогаш? Сега, на кој треба да триет? На долниот или на горниот? Горниот го истај. Долниот да го истај. Треба и долниот да го истај. Така рече ти? Тој ги облегол двата пара пред да му се расипе абдесот. Сега, по половина од време траењето на месот. Не го имат, тој не кажува, не го имат расипен абдесот. Него по половина од време траењето на она, го соблекол горниот чорап. Или горните чорапи, двата пара. Сега, над кој треба да трие? Абдес не велиме дали имат. Абдес имат. Сега, над кој треба да триет? Дали сме да триет на долниот или треба и тој да го истај? По овие велет, учењаците велет некој, велет тогаш не може да повеќе да брише врз долниот. Бидејќи времето и чистотата биле поврзани со горниот пар. Ова е според ханбелиите. Според ханбелиите велет, зашто времето велет и чистотата, абдесот, биле поврзани со горниот пар. Зашто? Зашто и двата пара ги облече на абдес. И потоа помина половина време, само едниот го е истај, едниот чорап. Или двата пара горниот дел од чорапите. Не оној долниот, што го облече прво. Јасно? Но, според најисправното мислење, дозволено е да се брише, да се прави или да се трие врз долниот пар. Зашто? Причината е што се смета како чорап или хуф, кожен чорап што има надворешен и внатрешен слој. Па кога надворешниот слој се скине или се тргне, дозволено е да се брише врз внатрешниот, бидејќи тој останува на ногата и ја исполнува целта. Интересантно е месхот. Сега, овој беше до овде за денеска. Понатаму, овие се најглавните месели за триењето на чорапи. Кај кондурите се исто како кај чорапите. Овие 4 што ги спомнавме. Ако човекот зема абдес, облеквит чорапи, потоа на чорапи облеквит патики, ама што се под членките. Патики под членките. И сакат сега да земите овој мес понатаму. Сака да земите мес понатаму. Дали му е дозволено тој на патиките да земит мес? Не му е дозволено, зашто? Не ги имат покриено дел од ногата што е пропишано да се покрие, а тие се членките. Значи треба да го истајт, па потоа да земит над чорапот мес, така? Добро. Овој без чорапи ги облеквит патиките. Зеде абдес и сега ги облеквит патиките. Без чорап. Тие патики му ги покриет членките. Потоа
го расипвит абдесот, ама патиките не ги имате стаено. Патиките не ги имате стаено од ногата, од кој зеде абдес. Сега, дозволено му е да земит мес на ово или не му е дозволено? Дозволено му е, зашто? Не ги истаил патиките тој. Ако ги ставаше патиките, потоа ги облеквеше, не му беше дозволено. Зашто? Зашто веќе месот се имат расипано. Јасно? Кој имат некое прашање во врз со патиките? Зашто не ми теквит мене некој меселе? Абдесот не се расипвит, ама месот се расипвит. Абдесот не се расипвит, месот се расипвит. Например, уборече, ги облеквит патиките, земат абдес, потоа ги облеквит патиките, било со чорапи, били без чорапи. Земвит мес над патиките, така? Сега треба да влегвит џамија. Џамија не сме да влегвит со патики. Тој мес не зеде на чорапите, туку на патиките. Сега, абдесот му се расипвит или не? Според најисправеното мислење на учењаците, абдесот не му се расипуваат, но месот се расипвит. Кој ќе сака да земи нов абдес, треба да ги миет ноцете од почеток. Јасно? Има некој друго? Ако е со и чорап и патики, мој да одбери тој. Имат форма, имат мој да му дават или на чорапот, или на патиката. Ама ако е покриет членката, патиката треба да е покриет членката, иначе ако не е покриет членката, не сме да му дават мес над таја патика. Јасно, ако е покриет, тогаш одбери тој, или на тие, или на тие. Ако му дават на чорапите, тогаш ако ја истајт патиката, нема врска. Уште месот му продолжи. Зашто? Затоа што тој му даде на чорапите месе. Ако му дават само на патиката, без да му дават на чорапот, тогаш абдесот му е валиден, но ако ќе земет нов абдес, треба да ја миет ногата, затоа што го истај чорапот, патиката ја истај. Јасно? Ала најубаво знаете, нешто друго, ако имате ви текфит, некое прашање. Месот ако му има дајно на чорапите, ако не му има дајно, нормално, ако не му има дајно, треба да ја миет ногата од почеток. Не разбираш? Ама тој немој да биде, тој е ретко, тој немој да биде, зашто и ако што се вели, ја облеквит патиката, мој да види како зашто немој да биде. Го облеквит чорапот, па потоа ја облеквит патиката. Сега ако ќе дојде времето, го расипвит абдесот, земит на патиката. Зашто? За патиката го облече на чистотија, додека имаше абдес. Сега на чорапот не сме да му дајт мес повтор пат. Треба да ја миет ногата ако имате стаено патиката. Јасно? Ова врезите оние 4, тука што ти кажав. Како на пример сега го облекви чорапот. Така? Земат, ама го расипит абдесот и земит мес на чорапот. Земит мес на чорапот. Облеквит патики. Сега на чистота е. Уште е на чистота. Тогаш мојт. Тогаш е дозволено. Ако тој, например, како што рече сега, другиот пример, обратно, ако тој истиот пример што го кажа, зеде абдес, ги облече чорапите, така? Го расипвит абдесот, ги облеквит патиките. Сега смет да му дајт мес на патиките? Не, зашто? Сега е во безабдесна состојба тој. Сега месот тој го зеде за чорапот, не за патиката. Јасно? Овие се најбитните месери за месот општо. Нешто, ако фалит нешто, можете да ме подсетите или ако ви теквит нешто, некое прашање друго,
Мојте да ме прашвите, а понатаму ќе продолжиме со турбанот, со гипсот, завојот и другите што се врзит нозете или рацете, дали како се прописите за тие, а тоа ќе е во следните дерсови иншааллаху таала, и потоа заврши поглавието за месхот и настапува што гуслот, ако не грешам. Понатаму идет прописите за целосното капење гуслот. Аллах да ни подари корисно знаење. Ва кулу каули хада, астагфируллах ли ва лекум, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.